после 20 години и повеќе од 4000 концерти Зоран Маџиров во Скопје. Епа добро ни дојде. Здраво. Јас би се седнал, иако можда да уживам досега во она што го слушнав, мило ми е, бидејќи имам можност Зоран Маџиров да го имам спроти себе како соговорник, затоа што можеби е еден од оние малкумина кои што се обида Македонија да избрендираат по светските музички сцени. Уживањето да се биде дома, пријатна? Уживањето е цело на моја страна. Здраво, Ана. Здраво. После 20 години официјално решаваш да дојдеш во Македонија. Досега доаѓаше условно речено инцидентно, затоа што те врзува некакви активности кои што сакаш да си ги одработиш со некои наши уметници овдека, за да си го потврдиш своето битисување дека потекнуваш од овдека. Да, чинам дека неопходно е да со моето биднување или како речем, или битисување. Битисување, многу ми се допаѓа збор. Битисување. Сметам дека би се потрудил да го дадам мојот допринос не само кон и за музиката, туку и за многу други нешта наоколу Македонија. Ама сега како да сакаш и авторството да си го потврдиш, па еве дојде на ред и уште еден албум од Зоран Маџиров наскоро да се промовира и тој да биде можеби таа потврда или иницијална каписла да се каже дека еве си дојдов јас дома, тука сум. Да, веруваш во инкогнито работи? Аха, тоа е тоа. Се уште не промовирано. Се уште не промовирано, меѓутоа во својата првична форма. Еве го новиот албум на Зоран Маџиров, кој долго се очекуваше и околу него се зборуваше. Луѓето толку го засакаа уште пред неговото објавување да веќе му дадоа поднаслови, наднаслови. Roots on a Roof. Да, корените ги качувам на покривот за од таму повисоко и поводени цвета. Или Балкано Ноево би евентуално го оцртувал новиот жанр, односно новиот режим, да така кажам, или начин на кој што се или ке се свири музиката од Македонија. Од Струмица до светските сцени, па во биографијата да се запишат и концертирања со Тина Тарнер, со Стинг, со Шкорпион, со Тито Пуенте и еден куп други светски звезди. Како се стигнуваше до нив? Не знам. Се шалам. Едноставно така, луѓето ме среќава наоколу и веројатно толку им се допадна тоа енергетско поле на кое што и сам не бев свесен, поготово од помладешките години, да едноставно убаво се чувствува или топло се чувствува во близу мене. И така почна работите една по една да се редат сами. Но меѓутоа како попадна станица беше Минхен, каде што патем се формираше. Да. Јас отидов најпрвен до Загреб, во желба да студирам, од Скопје, значи, па отидов во Милано, па отидов во Љубљана, сето тоа во една недела ми се чини. Па пак се вратив во Загреб и со една купа другари се договоривме сепак да одиме да настапиме на улица. Таму го наштимав, значи, флашофонот, неговата светска премиера се случи во далечната 87 година, во септември месец ми се чини. Оттаму после тргна да се редат градови. Па да, и новинарите неве што се наоѓаат кога ќе се обиде човек да листа твојата биографија, затоа што има редица значајни настани кои што треба да се споменат, ама секогаш не се испушта моментот кога во суштина се формира вибрафонот, таа ноќна дружба по Минхен, кога наивното чукање по шишињата почна да произведува звук, а потоа се случи малата ноќна музика со 12 тона. Се знаеш, човек. Па ништо така на еден парти, значи во Минхен, студентска забава, со неколку другари, мислам, пријатели од Босна, од Русија, од Германија, бевме на една забава. И вечеравме кинеско, со тоа стапчињата и по некој традиционално наше балканско разбирање на нештата. Нормално настрана тоа што го викавме садржајно вечер. И по обичај јас си бев без инструмент, бидејќи како тапанар и студент не можеш тапаните да ги носиш како флејта или гитара.
Добошичи, нели? Ма какви добоши, ништо. Значи, другарите свиреа гитари, руски песни, ово, она и некако почна моите раце сами од себе да играт, поготово со тоа стапчињата. И се што имаше на масата, значи чини, чаши, поготово шишиња, полни и полупразни едно друго. Тин, излегува едно две-три нотички кои што мене ми се допадна. За прво не верував, почнав да не им верувам на мојата реалност, дали тоа навистина е точно или нешто како јас да не се замислувам да е така. После по реакцијата на луѓето видов дека тоа им се неверојатно допадна и тука си реков, еве го твојот вибрафон. Составен од шишиња. Само моја мајка да се седне да се наштим. Уште истата вечер почнав да им досаѓам на тие, полнејќи ги, празнејќи ги, експериментирајќи со вода. На следното утро му се бапнав македонски за изразен во тоа подрумот, кај што имаше еден куп празни шишиња, од зејтин, од млеко. Сега зборувам во 80-ти години, сега е многу пластифицирано. Тогаш се случи едно такво гигантско, значи, штимање на шишиња и во процесот на внимателно избирање на истите, дојде до раѓање на тој вибрафон. Едва составив некои 12 на шишиња, имаше така од Dead of Fish, ми се чини, па паднав до Ха и видев дека на тие тонови тука може да го свирам тоа. Тогаш се постави прашањето како сега да го свирам. Бидејќи клавирот си има, јас не сум клавирист, сакам да нагласам пред камерите. Како што клавирот си има своја техника на свирење и начин или било кој друг инструмент кој што е позната веќе, кај мене се роди таа проблематика како сега да се свири на тие шишиња. Треба да се они на земја, треба да ги ставам на клавирот или на маса или како, да висат, да стоят, да се обрнат и да се налегнат. Па потоа според тоа со што да се чукнува, со што да се удира, мене беше логично да удирам, затоа што бев и сум тапанар. Вистинските бубњари ја влечат палицата назад да би удрила напред, бидејќи користат повратната енергија од, значи, принципот на акција и реакција. И сега кај шишињата или моето фронтално удирање кај нив не постоеше тоа, бидејќи немаше пат. Физички немаше што да ја врати палицата назад. Така да јас се бавев едно одредено време со некои небулозни техники или освојувајќи нови физички закони да го добијам тремолото назад, да би можел пак да удрам напред. И случајно или не сакајќи дојде една ситуација каде што со ослободувањето на моите мускули или невниманието на моето тело, дојде еден момент кај што јас можев со мал трзај од овдека да ја враќам палицава назад. Почнав да не му давам многу големо внимание и тоа еднаш како само да се роди. Само ја слушав мелодијата. И тоа беше единственото што го пратив. А раците почнаа сами да одат. Така кога ја освоих техниката, дојде ред да се тоа намести некако. Онда тогаш настана едно друго, да кажеме, такво физичко прашање, кое што на два реда во одреден агол, во полукружен направих едно постолје, една настојка, кај што нив ги поставив, нешто слично на билијардски стол во билијардска маса во некоја минимална верзија, на која што долу шишињата во еден убав филц си го зема своето место. Тоа нормално беше еден процес, можеби од година дена, дури дојде до тие два спратели, како што го викавме двокрилец. Од некаде се појави тогаш бившиот градоначелник на Минхен. Рече, јас толку години ги следам музичариве наоколу, тако нешто не сум видел. И не покани на вечера и веднаш имавме топ концерт. И така запознавме важни луѓе, па тие не викнаа таму, вамо и така сето тоа тргна. Ајде да не објаснуваме тогаш многу за шишињата. Мислам дека би можело бидејќи се наоѓаме во Ориент Експрес ресторанот да изимпровизираме нешто со нивните шишиња па да ја надоврзуваме приказната. Океј. Можеме? Ајде. Фарбањето ви е 0 денари? Да, 0 денари повелете. Готово. Ако готово? Па не е готово. Фарбањето е 0 денари, ама за миење и фенирање се наплатува дополнително. Пишува таму на таблата. Не прочитавте? Не. Кај нас, нулата е навистина нула. Со One Mobile Postpaid зборувајте за 0 денари со сите One корисници, без трошоци за воспоставување на повеќе, без претплата, без финти и скриени трошоци. One, секаде заедно.
Искуството е најдобриот учител, а традицијата најдобриот чувар. Веќе 185 години Штаер Меркише Шпаркасе со својата уметност во банкарството ви помага да ги остварите вашите соништа и да ја изградите вашата иднина. Шпаркасе Банка Македонија денес е дел од најскапоценото – довербата, сигурноста и традицијата. Вака изгледа раштиман инструментот. Да. Флашофонот составен од колку шишиња на број? 26-7 треба да се тука. По звук си ги паметиш? Да. Кој кај стои или по формата ги паметиш? Па повеќе тие ме знаат мене отколку јас нив. И магијата е во стаклото кое што сте направени или во дозирањето на течноста до каде што таа се наоѓа? Значи во сите физички закони се во игра. Големината на шишето, тоест неговиот волумен, дебелината на стаклото. Еве тука на пример кажува тоа колку. Да, е пивско. Да, меѓутоа они ги има во разни дебелини. Тоа е многу важен елемент. После нивната форма, на пример, овдека јасно се гледа дека тие се од еден калап направени од два дела. Имате еден жлеб. Бидејќи се кога се пресуваат од два калапа, па ги составуваат заедно. И согласно сега со тоа колку се погодени, го има тој момент да оно биде, да кажеме, фалш или не. Ова е едно прилично добро изберено шише, значи виж колку има стабилност во својот тон. После доаѓа втората фаза е течноста внатре, значи во најчест случај е вода, меѓутоа од потребите, значи кога некој пат немаше толку големи шишиња, мора волуменот да го добиам доставајќи други компоненти внатре, по-тешки физички, значи масло, односно алкохол за разредување. И во комбинација на три, односно тие 4 компоненти, добивав други сонарни, да кажем, дефиниции, така да евентуалната магија околу тоа, макар јас не поштувам мистерии, се е јасно, е у зависност од тоа. Значи, течноста фактички го сече стаклото, кој што прстот на виолината или на гитарата. И така го има тој редослед. Твојот флашофон уште еднаш ми ја потврдува тезата дека Македонија е земја со кафанско уредување. Да. Па и флашофонот е резултат на таквото кафанско уредување. Може слободно да се каже и тоа. Тој сам по себе директно не се роди во кафана, меѓутоа произлегува од кафенски содржини. Цел живот некако пројде по кафеани, тоа боемското во кое што верував. Беше долг патот додека моите шишиња излегува од кафеаните до концертните сали. Јас во конотација со Македонија би додал поважно за мене тоа нашето снаоѓање македонското. Значи јас во еден вид во недостаток на инструмент го направив ова. Значи некако од зорт, ако да кажеме, кога немаш, тогаш ќе направиш од се по нешто. Да, ако вистински просечен тапан чини околу 5-6 евра, тогаш ова е живо џабе? Зависи како се гледа. Значи, од една страна може да е џабе, меѓутоа од друга страна, бидејќи е рециклиран инструмент, може да биде најскапиот. Да, тоа се врзува со една твоја лична приказна зошто сега си доден дома. Да ги повикаш луѓето на одговорност да ја исчистат Македонија од ѓубре. Вака се, јас прво никого не повикувам на одговорност. Одговорност е сметам интимна работа или приватна работа. Значи, повикувањето на одговорност е веќе неодговорност. Една од поважните работи врзано за тоа е околината во која што живееме. Значи, Македонија не е баш во најдобра состојба моментално и сметам дека е од неопходна важност да се исчисти голем дел од ѓубрето, поготово бидејќи тоа
Не само што ни смета органски или неоргански, туку е насекаде видливо. Така да јас превземам одредени акции за тоа по само иницијатива. Да имаше блиски средби со оние комунални екипи? Ништо специјално, луѓето се чудеа и мисле дека еве јас правам некои услови. Кога би само таа пуста одговорност сите ја земале малце поодговорно. Значи, тоа е изворот на сите војни, тоа е изворот на сите мрзења меѓусебни, мржни, како се вика? Омрази, пардон. Кога разговарам со некои блиски пријатели кои ми кажат, да речеме, некои чекорите кои што ти сега си ги превземаш на своја рака. Да. Дури беше и реакцијата, па добро, човекот од дистанца ги гледа нештата, па многу очигледни му се работите кои што нас ни се секој дневие веќе станати и се навикнуваме на нив. А тоа е пак оправдување. Контра одговорноста е оправдувањето на неодговорните постапки. Ние ништо друго не го ли само оправдуваме. Оправдување, чак оправдување и викањето други на одговорност. Демек не јас, Петко. Ако некој си има навика себе си да се оправдува, веројатно тоа се уметниците, категоријата во која што ти спаѓаш, затоа што сега немаме економски услови да направиме нешто добро, сега немаме политички услови да искреираме нешто, суетноста тука си одработува своја работа. Тогаш јас не сум уметник. Јас не сум нарекол уметник. Уметниците си залепуваат тука на етикета уметник и оправдано спијат до 2 сат поручек и така. Јас не сум уметник во тоа конотација. Тоа што под ваквата дефиниција на уметникот јас не сум уметник. Зошто? Јас сум причинител, можеби, на некои работи кои се убави од другата страна. Тоа се можеби работите кои што сакаат на себе уметници да си ги препишат како очекувани, нормални за нивното однесување. Уметникот не е по нипошто не треба да е екстра привилегиран. Тоа е задача да би се биде уметник. Тоа е должност, тоа е функција, тоа е одредена работа за која носиш многу одговорности. Да се биде уметник неразбран, спанко, мрзлив, неразбран, брадосан, другиран, напиен, напушен. Јас се извинувам, меѓутоа не гледам што е тука, каде е умот тука. Тоа е безумие. Имаше оправдување на животниот пат на Зоран Маџиров додека успее да стане ваков уметник каков што стана од светски калибар? Јас ги фокусирам или ги бркам собствените грешки и ги кажувам сам на себе и се договарам сам со себе да не ги правам. Ајде да видиме тогаш како оди понатаму процесот на штимањето, затоа што забегавме на некои други теми. Јас мислам дека ќе си најдевме оправдување на тема ова шише не е доволно добро, па или не можам да произведам таков звук, па ајде ќе се откажам сега од инструментов за сметка на 1, 2 шишиња, 3. Јас сум од оние што не се откажуваат, тука е проблемот. Сега како да се откажам кога работата е толку убава и интересна? Имам чувство дека ти цело време си играш додека животот е за мене игра. Тоа е многу убаво кажано. Јас животот ништо друго не го гледам него ли како игра. Ако воопшто животот овој на оваа планета има некоја дефиниција, тоа е игра. Играта има некој договор што ќе играме, после има некои бариери внатре кои што треба да ги совладаш и има своја цел. Да постигнеш гол, например. За мене е така животот, значи. Имам одредена цел и сега тука се одредени бариери кои што треба човек да ги прерипне. И така постигнуваш голови. И така од чекор во чекор, од сцена до сцена, од брусење на својот инструмент до оној финален звук, се стигнува онаму каде што се позиционира, а пак се врати дома. Едно време јас да дадам. Јас што можем да направам, да помогнам за групата народ во кој што живеем јас, од кај што сум роден, јазикот на кој што зборувам, моите родители и моите деца исто така би сакал да бидат дел од таа игра. Едноставно сега ми е таква игра. Сакам да, бидејќи видов како некои работи се случуваат и се прават надвор од Македонија. Ние многу знаеме да ги мистифицираме работите, да се замислуваме дека тоа зависи од нешто друго. Тоа не е ништо специјално, тука е една социјална игра на луѓето од Бруклин и сега
пробиват кон Менхетан, па прават еден клуб на работ на Менхетан, па они се состануваат, па нивните другари и групата нивна ги поддржува, па прават една сцена, па доаѓа компетиција, односно како се вика, доаѓаат као надпревар, други слични и така се надпреваруваат и станува интересно. Додека јас сонував дека треба да бидам дел од нивната игра, разбрав дека фактички тоа е ние што го пропуштаме и тоа е тоа што ни фали. Затоа основниот размислен на просечниот македонец е да не избега во странство. Бидејќи мисли, но само мисли, има лажен податок дека таму некој го чека и дека таму успеваат работите. А тука не. Тука работите не успеваат затоа што луѓето не се ангажираат доволно да успеваат работите. И јас сметам дека со мојот ангажман треба допрва работи да се случуваат. И го имаме ли ние тој потенцијал и капацитет во нас за да можеме да си ја заиграме така играта, па да се излеземе од нашава лига, па да отидеме во новата лига? Премногу, во тоа е проблемот. Ние сме народ по мене дефиниран wasting a talent and wasting an energy. Македонија има енормен, ќе повторам, енормен коефициент на креативни луѓе. Македонија да извезува креативци ќе биде најбогатата земја на светот. Иако се обидува повторно да се расчлинува твојот пат, ќе се види дека тука има многу живење на ивицата, многу ризикување со самиот себе си додека се стигне. Тоа е друга приказ. Јас сум прошол низ сето и решето. Не е ова така се изгледа сега едноставно и бла. Меѓутоа овие откритија и работите со кои што се занимавам мисловно или сам со себе не беа толку едноставни, многу работи коштаа многу повеќе од неколку... Од навидам купените шишења во продавница. Да, јас поточно би рекол неколку просечни живота на оваа планета Земја. Ќе видам, ама сум сериозно сум во тоа. Баш каде не ги бројам проспиените или непроспиените ноки по не знам колку железнички станици низ светов, имало такви моменти каде едноставно не сум знаел што понато. И тогаш, и само тогаш кога сум помислувал дека мора да има решение, бидејќи решение треба да има на се, тогаш сум го и наоѓал. Себе си не се сметам за сиромашен, јас нема финансиски проблеми, можеби тоа успев да го стокмам. И сега некој каже лесно му е немо, меѓутоа не беше лесно, тоа треба да се дојде до тоа. Меѓутоа сум бил и без координар во джебот. И така од животот научив да претпоставувам што ќе се случи. Како уличен музичар научив да ги читам некако луѓето, да ги гледам нивните расположенија, да го предвидам нивното однесување. И тоа многу ми помогна. А што прави повеќе кејф? Полниот шешир со банкноти кога се свири на улица или ако си има впечаток дека тоа е некаква развојна фаза, нели? Или пак кога ќе се отсвири на сцена барабар да речеме со Тина Тарне? Сега би требало да лажам ако кажам дека не е убаво да се биде со Тина Тарне на сцена. И сега, начинот на кој се стигнал до таму, нормално тука има многу ратни профитери, јас што викам, има вија. И сите тие ви спечалиле или дошле до тоа да си дадат одредена важност околу твојата важност или да ја споделат важноста. Не знам колку сето тоа одговара во дефиницијата на честност. Сега, еден уличен музичар, еден пон шешир со пари, чиста работа, ти директно комуницираш со народот, ти не го обврзуваш да седне, не го лажеш како ТВ реклама, а неговото внимание дали ќе биде тебе посветено зависи директно од тоа колку ти чиниш и вредиш. За жал, јас тоа однамна веќе не го правам, значи негде крајот на 80-те години беа моите последни такви авантури. Преминав и јас во машината, меѓутоа веројатно да би ги остварил своите некои други цели, се кандисав и тоа да го правам. Сега живееш многу полагодно. Сега само стигнуваат веројатно на контото оние суми со многу нули. Добро, сега тоа не е најважната работа. Јас би ја ставил заслугата повеќе на важно, чисто нули би сакал да ги поделам понашироко. А кога Зоран Маџиров го букираат да свири во Њујорк или во LA
или пак на некоја друга светска сцена, го букираат како Зоран Маџиров од Македонија. Мене ми е многу поважно дека сум од Македонија, а после дека сум Зоран Маџиров. Евентуално мојата родна Струмица тука ќе ми ги замати водите, меѓутоа јас се изненадив кога мене во неколку наврати во поново време ме најавија Зоран Маџиров, музичарот за кој што цел свет знае дека од Македонија. Како почесен член на УНЕСКО, ова работа се случи уште во 91-ва, не ќе ви излажам, 92 година, во Дизидорската опера на мојата тогашен добротворен настав за децата од Босна и Херцеговина и Бразил дониравме. И тогаш во тие денови беше дискутабилен беше нашиот идентитет. Верувам и се уште се бачкаме со оваа проблематика. Јас уште тогаш, значи, бев напишан, прогласен како македонец. На мојата америчка грин карт пишува Macedonија. Нема никакви букви, додавки, придавки, наставки, ништо. Значи, некако си се изборив за тоа, сакам да кажем, и сметам дека истапот твој личен на луѓето им дава евентуална самодоверба, или како тоа кажа. Твојата самодоверба, значи, ќе дефинира твојата националност. Значи, нашиот доп, нашата лична размисла околу тоа што сме, кои сме, не прави да сме во таква состојба. Тоа е една гранка која па башка низ нашите чарши и се слуша кои какви сме били, од кај сме били, што сме били. Што кај мене беше повеќе од јасно тоа што не беше дискутабилно. И што е оно што го посочуваш дека е наша неверојатна доблест, наша карактеристика кога се обидуваш да ја објасниш Македонија? Снаоѓањето во 5 минути до 12. И сега ако ми оди во контекст на твојот инструмент, затоа што се и ова е идентификација на вештината на снаоѓање. Тоа е. Тоа е тоа. Ама што мајка бара тука тркалото сега? Како се сетив еднаш како дете, на нашите велосипеди стававме едни од јогурт делчиња со штипка да тоа прави демек мотори возиме да произведува звук, појак звук. И веројатно моето тркало го удрив и оно како се искривило, дел од шпиците се затегнале повеќе, дел од шпиците останале поразлабавени, така да тоа да почне да произведува два звука. Прри. И јас кога го слушнав тоа си реков, леле па шпиците тогаш може да се наштимат. И во поново време си купив еден таков клjuč кој го носам во себе и вака се штимат они и дават многу звуци. Тоа некако многу успешно стана. Го снимивме во театри, го снимивме дома, го снимивме во студио, го снимивме на улица и многу легна со амбиентите, например, како Тур де Франс, како денови на незагадување на планетата без автомобили, без ауспуси, без едно друго. И така легна во една таква идеја и беше поддржана од повеќе мина, да така кажем, сиви еминенции или компетентни луѓе кои се борат на малце повисоко ниво да тоа навистина успее. Ама се трудиш да бидеш не само интересен, туку и заинтересиран за се нешто? Да, тоа во ново време го научив. Се шокирав кога ја добив спознајата за разликата помеѓу интересен и заинтересиран. Значи, искрено ќе ви кажам, откачив. Видов колку многу години за џабе сум се правил интересен, да така кажам, и видов дека лекот е во заинтересираност. По ништо заинтересираноста не треба твоето ексцентричност да ја уништи. Не збориме за ќе дојде момент кога својата ексцентричност ти ќе ја покажеш, меѓутоа не однапред. А кај е тука Балканот цела во оваа приказна? Балканот, за жал, се уште се прават интересни. Си мислиме дека доволно да си од Балкан за да бидеш на светот интересен и атрактивен, за да купи тоа што има тука да се понуди? Никој ништо специјално не купил од Балканот. Тоа најодговорно ви го тврдам. Тоа се се ефтини дилови. Ние сме таков таве да скоро џабе све даваме. Ако некој циркус се представи крвопроливањето во Босна и во Југославија и на тај пат луѓето добиваа награди. Тоа е војно профитерство. Ефтино го дадоа колегите. Верувајте ми, ништо специјално не продава. 1,2 милион, не, ништо специјално пара. За колку они нам ни
продават. Сега кога збориме во тоа продавање, не мислам тоа, не развивам игра на непријатели и пријатели. Меѓутоа тоа е бизнис околност во која што треба да се нешто направи за кај што повредно ќе се стане. Да се штиме и раштиманово секојдневие тука кое што го имаме. Да. Ние не сме ни свесни колку ни е убаво секојдневието во Македонија. Знаете ли колку е убаво во Македонија, бе дечки? Зошто сите кажуваат дека не го би дуело? До, ре, ми, фа, со. А преходно не те прашав, има врска каква тапан имаат од озгора? Не. Еве тука имаме негови шизички, мајка ми ме ги даде старински од 60-тите или од 70-тите што ги зачувала за мене. А имаш шиша која што ти е особено драго? Да не се вратиме на онаа приказна само полно шише е драго шише. Или најстаро шише? Овие се прилично нови сите. Дали се 1-2 години стари. Тие најстарите, многу ми е жал што не ги задржав. Меѓутоа, постои веројатност да ги најдам кај стари другари, баш од во поново време преку Facebook. Најдов некои луѓе што не ги бе видел добри 20 на години, така да има добри шанси да го пронајдам овој флашофон за музичка вредност. Ми се чини дека го чуваат пријатели мои во Минхен, таа првата верзија, оддака остане во таа првата куќа. Моите следни патувања веќе во тогаш ми беше претежок, па морав да на другите места правам нов. А овој флашофонот кој што веројатно ќе биде и ставен во архивите на Гинес? Да, фотографски веројатно, бидејќи ќе треба да влегувам и таму, меѓутоа не врз основа на неговата сонарна, значи, вредност, туку на мојата способност да на толку и толку шишиња отсвирам таква и таква композиција која содржи толку и толку ноти со толку и толку брзо темпо, кој што не успееле ни такви и такви виолинисти или трубачи или едно друго. Таква е дефиницијата. Не може да се снајдам ново, и тој постана на 2 реда сега. Ама тоа беше првиот, вака изгледаше првата верзија. Back to the roots. Back to the roots, баш тотално. И беше таа исто првата композиција која што ја отсвирав. Беше многу филмот на Моцарт тогаш популарен. Може да се мислите, луѓето отидоа да го гледат Амадеус од Милош Форман и излегуваат од кино и ние надвор. И да ga натаму. Ајде сега да видиме софистицираното поставување на флашофонот, како изгледа на проба, со оние музичари со кои што се пронајдете по сензибилитет. Ајде го правиме тоа. Ајде. Come close your eyes. Доста сонувате, земете си лизинг. Разбудете се со Hippo Listen Drive и уживајте во посакуваниот автомобил. Знаењето е богатство. Време е и вие да бидете богати. Затоа повелете да учиме англиски и германски, италијански и француски, грчки и албански. Дојдете во Работничкиот универзитет Кочо Рацин Скопје. Телефони 3163 413 3163 318. Лазерски центар Дерма Медика, отстранување брчки, пигментации и лузни од акни со најсовремениот ултрапулсен Фрексел CO2 лазер. Одвојте 5 работни дена за да изгледате 10 години помладо. Веќе резултатите се видливи, значи овдека нема лага, нема, како што кажа докторот, фотошоп, нешто правено на компјутер, се беше во живо правено. 17 години, Лазерски центар Дерма Медика. Успехот е прашање на избор. Се за можностите на нашата земја во бизнис каталог на Република Македонија. Маркетинг агенција Марили. Благодарам бидејќи не примивте вака топло, затоа што со Зоки си го почнавме муабетот од пред некој сат и тука треба да го завршиме. А знам дека сте вие пред промоција на албум. И пред турнеја, и пред турнеја, да. И сега нови форми на музика, на ивица со екзибиционизам. Опа. И сега флашофонот го сместивме на оние светски сцени каде што всушност и немаше можеби амбиција на почетокот да се најде, ама
како сега да му е природна средина? Па се врати и он дома, помеѓу луѓе кои што го обожаваат не само на сонарен начин, туку можеби вака малце попрактичен. Имено ние сме си македонците такви меракли, вклучувајќи ми мене, каде што неговата појава ептен природна станала. И сега ако треба да се направи резиме на сцените каде што овој флашофон досега имаше можност да биде покажан од олимпијади, преку стадиони светски, концертни сали, театарски сцени, сега се дојде дома и кога ќе се направи тотал листа, која сцена и на флашофонот, ама и на Зоран Маџиров му беше најзначајна во животот? Овде. Значи, собирот од овие прекрасни луѓе, кои што дозволија да мисијата се комплетира едноставно или оди понатаму, а луѓето со кои што работаме повеќе од задоволство. Не мислам, задоволство не е доволно силен збор ова да се објасни. И за мене ова сцена е сцената кај што сум јас не само дома географски, туку дома и во својата душа. Значи тука се раѓа нова музика, ова е фабрика за нови лудори и нови работи, точно како што мислам секој музичар секој креативен човек би бил повеќе од радосен или среќен ово да му се случува. Така да нашите екзибиции кои што се средба некаде можеби небесна во царството на сензибилитетите, каде што договорите не паѓа толку под саат или под ноти, едноставно кога ја правиме работата, сите ни се бендисува без разлика на тоа што конкретно таа означува. А кои се најзначајните луѓе во мозаикот на Зоран Маџиров кои што оставиле личен печат? Па еве почнете на ред, вака или од ова страна по стрелките на сатот како сака. Покрај оние гостувања кои што се вбројува твојата биографија од студијата на CNN преку студијата на ABC, RTL, Студиото на Гоце мене ми е подеднакво како CNN или RTL, не знам. Само што овдека се раѓа нешто можеби поскапо, бидејќи not everything money can buy. Овдека не е однапред пресметана вредноста во пари, туку вредноста во небесни ноти. И каде сега ќе се движи балканскиот џез? Ние се трудиме да му дадеме една нова линија. И многу би се радувале ако оваа нова линија контрибуира да навистина тргне сето тоа по тој некој нов пат. Меѓутоа, знаете, музиката е уште подемократска од така наречената демократија, така да тука секој си го избира патот сам си. Ве навлече неговата енергија, како што обично знае да ги навлекува и оние светски звезди, така страстен, емотивен, искрен. Ве купи ефтино во наводници за да му ја поддржите неговата идеја која што сака да ја започне тука? Спонтано и многу природно. Тоа што се случува и спојот на тоа. Здраво, не си има видено 10 години, ми се чини. Ви каже, не си имаме чуено 10 години, викам да, може да дојдеш до студио, ќе дојдам, добро. Абе, ќе снимаме еден албум, викам, така сум дојден, без инструмент. Поди земји до се инструмент, викам, ќе дојдам за 2 сати. Така почна снимањето. Мислам, тоа е славно Зорки Маџиров и е убава акварел и во музика и во појава во мене. Сакав да се надоврзам на Оливер дека оваа соработка е многу спонтана и многу благородно, би рекла, ти собра многу енергија на едно место. Кога бев поканета да учествувам во неговиот проект, бидејќи во Словенија бев поканета и се појави едно прашање, Зоки, јас ќе доаѓам, дали да доаѓам за џабе или доаѓам со намера. И на тоа беше многу интересен неговиот коментар или СМС порака. Маки, што подразбираш под џабе? Џабе ќе беше ако дојде повторно уште еднаш на распуст во Македонија, а самото доаѓање и еден ваков проект остварување, кој што се оствари околу првомајските празници, кога и ние имавме распуст, не само што не беше за џабе, ја мислам дека и дефинитивно ќе врати многу други македонци од многу други краишта во Македонија да го прават истово или слично ова што го правиме и ние. Магионичарот на Шишиња задоволство да се има дома. Благодарам многу.